Тоа јас не би навлегувал во тоа да давам констатација дека се работи за несуштински разрешување, напротив, мислам дека за да гласаат 11 или 12 членови на судскиот совет треба да имаат добро образложени причини. Верувам дека тие добро образложени причини ги имаат и мислам дека впрочем постои постапка во која што разрешените суди имаат право на жалба и ќе видиме дали ќе се потврди тоа или не. Доколку се потврдат, тоа е единствениот системски начин за разрешување на овие ситуации. При тоа ги спомнавте неколку имиња, мислам дека е голем исчекор тоа самиот факт што имаме 12 разрешени суди од новата законска рамка до денес. Мислам дека е сериозен исчекор што тие постапки кои што за жал долго време, затоа рековте по брза лента, не, мислам дека напротив, долго време не биле тие постапки разгледувани од повеќе причини. Дел од тие постапки со години седеле кај судскиот совет. Сега постои клима, расположение и волја врз основа на нивниот интерен план за прочистување да ги разгледаат овие иницијативи и да одлучат. Мислам дека тоа е сериозен начин како да се динамизира судството, како да се зајакне одговорноста, како да се зголеми квалитетот на судството и како да се покачи довербата на јавната довербата на граѓаните во судството. Не смее да заликува на чистка по партиско-политичка линија. Апсолутно не е чистка. По прво, како што реков, судиите ние и многу пати сум кажал, оваа влада на ниту еден начин не ги перцепира судиите како партиски припадници, ниту како наши и ваши, ниту како ВМРО или СДСМ, туку ги гледа единствено